Дали случувањата во Франција се последен аларм за бескомпромисна битка против тероризмот? Душко Арцовски е во студиото 6. Тој вечерва таму ки има гости. Прва гостинка му е француската амбасадорка Лоренс Оер. Душко, повелете. Да, многу информации слушнавме од колегата Гламчевски од Париз за некои аспекти кои што исто така и прашања кои што лебдат во јавноста од синоќа наваму. Ке поразговараме со амбасадорката на Франција во Македонија, Лоренс Оер. Господи Оер, кои се вашите последни информации за она што се случува во Франција? Во однос на жртви имаше многу повредени. Каква е нивната состојба? À moins de 24 heures après les terribles attaques, За помалку 24 часа по ужасните напади би сакала да ви кажам дека се уште постои голем хаос и шок. Французите во својот секојдневен живот знаете, на стадионот во Франција се одвиваше пријателски надпревар со Германија. Се уште не може да се освестиме, затоа што сме навистина трогнати во сите семејства, млади кои што излегле во кафе-баровите или на концерт. Сите сме се уште во шок. Има уште 80 лица кои се борат за живот во болниците. Билансот на жртви е огромен, може би е најголемиот по Втората светска војна и председателот на француската држава кажа дека станува збор за воен атак. Знаеме дека постојат одредени барања, одговорноста ја сноси Даеш од исламската држава и се разбира дека навистина сме надвор од болката наша, која што е длабока, сепак сме определени да ги откриеме сите оние кои што можеат да направат такви камиказа атентати врз нашите деца, врз нашите семејства и моите граѓани. Сочувство секако за жртвите, за ова навистина страотно, дури некаде прочитав еден податок дека е најсмртоносен напад во Франција во однос на жртви од Втората светска војна. Имате ли објаснување како дојде до ова? Bien sûr, nous avons des responsabilités sur les théâtres de défense extérieure. Дека ние учествуваме на надворешна сцена, меѓународна, и повеќе месеци учествуваме во воздушните напади на Сирија. Имаме исто така и одредени обврски во Африка, но треба добро да разбереме дека кога се случува терористички напад, се нападнати сите слободни институции во светот. Не станува збор само за одредена цел, одредена земја или одреден град, туку станува збор за принцип кој што сега е нападнат и затоа уште повеќе сме трогнати и еланот на солидарност од сите соседни земји и од американците, од господја Меркел, но и сите други земји на Балканот, председателот Иванов, кој што исто така искажа солидарност, затоа токму станува збор за битка универзална на слободумниот свет кон секаков вид на ужасно и смртоносно лудило. Знаете зошто ве прашав? И главно прашање е веројатно како се случи да затајат безбедносните служби. Ова е добро координирано на 7 места истовремено, целта биле многу жртви, места каде што има многу народ. Или не е време сега да се бара виновникот? Разузнавачките служби работат и во Франција, но и надвор од Франција. Терористичката закана треба да се разбере како нешто што е неопипливо. Доволно е само вниманието да се сврти кон една келија или кон еден терористички акт за да се случи на друго место. Станува збор за битка во секој момент и нешто што во Франција беше приоритет. По атентатот на Шарли Ебдо од јануари не можам да кажам дека има грешка, пропуст во службите, но токму спротивното. Од пред 10 дена се случи друг атентат кој што беше откриен и кој што го спречивме затоа што
се наоѓавме во период кој што е доста опасен. Знаете, за 10 дена организираме самит за зачувување на планетата. Спроведовме максимална безбедност на теренот и мислам дека не е поради невнимание што се соочивме со овој ужасен атентат, но затоа што заканата денес може да постои во сите форми. Маж со на појасот арсенал на експлозив, кој што е французин, кој што се радикализирал, кој што не се плаши од ништо и кој што на крајот одлучува да влезе во тој механизам смртоносен. Уште една интересна информација излезе денеска во јавност дека еден од напаѓачите е роден во Франција, израснат во Франција. Како го објаснувате ова? Некој да посегне по сопствениот народ, по сопствената држава? Alors, les informations et l'enquête commencent. Информацијата и истрагата се во Je ne тек. sais pas s'il y aura seulement Не un знам groupe, дали ќе plusieurs има groupes, само il y a eu една група или повеќе групи, затоа што се случија 7. Mais c'est vrai que la forme Имаше 7 de камикази l'attentat a été la и même формата на атентатот dans беше tous les речиси lieux. идентична Et на donc, сите различни места каде што се au-delà случи. des personnes qui Значи sont- надвор од qui se лицата sont, кои што suicidées à travers се ces самоубија, attentats kamikazes, l'enquête како va petit à камикази, petit истрагата полека monter ќе ни les покаже filières. Et les кои filières се vont нивните révéler, врски, des renseignements qui seront de а plus en plus врските ќе précis. не однесат À до l'heure actuelle, попрецизни vous avez raison, информации. il Во s'agit d'un моментот Français, сте во d'un jeune право, Français. стажува збор Et on a за aussi млад trouvé des французин, passeports syriens, но исто така égyptiens. се On a, пронајдени и сириски éventuellement пасоши. d'autres filières. Il y a une source Од Египет policière ce пасоши soir постои qui parle, еден полициски d'une извор кој што voiture денес qui aurait вели été за едно immatriculée en возило Belgique. кое што било регистрирано во Белгија. Bien sûr, il faudra du temps. Et bien sûr, Ќе биде потребно време nous и се déploierons tous ces разбира efforts дека parce que ќе ги nous voulons дадеме protéger сите notre сили и territoire, напори nos за да ја touristes, заштитиме notre нашата conférence sur le територија, climat. нашите Nous туристи, voulons нашата pas конференција être, за климатските промени démunis, и не сакаме да бидеме cette, обесхрабрени и situation. разорижени соочени со оваа состојба. Да, денеска Ужални. реагиравте во текот на дента на пресконференцијата и категорично рековте дека не треба да се става знак на еднаквост меѓу бегалците, бегалската криза и ова што се случи, смртоносните напади синоќа. Меѓутоа се појави една информација од Грција, грчки министр попладнево изјави дека еден од напаѓачите поминал низ Грција со сириски пасош, влегол во Грција и преку Грција завршил во Париз во тие групи. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Затоа Il треба faut да voir бидеме внимателни. méthodiquement qui fait Методолошки partie de quoi, треба quel да groupe, испитаме кој припаѓа criminel. на Il која s'agit bien криминална de група, criminels, затоа што станува збор за à plus криминална s'organiser група, en ce sens. но треба да видиме Moi, je како се retiens организирала que le président она што de la јас République, ќе го кажеме, впрочем тоа што го Георги каже и Иванов, председателот на tout à државата, l'heure, господинот Георги nous sommes Иванов. tous unis sur cette- Сите sur сме cette idée, обединети que кон nous таа n'allons идеја pas дека не accepter, треба le terrorisme et pas и non нема да plus го прифатиме accepter тероризмот, но и нема и да de прифатиме stigmatiser, да ги une генерализираме religion, работите puisqu'il y aurait кон eu една des религија, combattants затоа qui sont што finalement може би има и prévalés. борци Je поранешни, crois que, c'est кои ça што que les учествувале во démocraties нападот и ont, токму ensemble. тоа треба да го C'est споделуваат d'essayer демократиите, de тоа е да promouvoir се des valeurs обидеме да et ne s- pas se промовираме laisser вредности manipuler и ou да не se останеме laisser, изманипулирани prendre, dans un- или да се finalement, најдеме dans un raisonnement qui serait во едно totalement расудување кое што ќе биде Bien sûr, nous faisons неточно. les recherches. Bien Се sûr, разбира дека la истрагата е во police тек, française, се le разбира renseignement дека français, француската l'armée полиција, француското fera tout разузнавање, pour, француската protéger војска son ќе направи territoire, се protéger ses за да ја citoyens et заштити protéger својата tous les територија, своите граѓани, Et, сите je странци. crois que l'effort de И мислам solidarité дека pour y arriver силата на inclut солидарност l'étranger. ќе ни Donc, овозможи c'est со bien помошта и од que, странство. И l'ensemble точно des е pays дека qui сите sont земји concernés, кои што се puissent засегнати ќе можат да се работуваат je меѓу voudrais себе. enfin dire que, И на крајот би la сакала да solidarité, кажам ça a été дека aussi exprimé par солидарноста tous les беше citoyens изразена од macédoniens страна и на depuis ce сите македонски граѓани уште et que je од veux изутринава. vraiment personnellement, И навистина remercier, лично сакам на сите parce да им que се l'élan заблагодарам depuis, затоа што ce matin est еланот на immense. солидарност од утринава е огромен Et dans ces moments de и во овие tristesse, моменти de на drame, тага, на драма, l'amitié, c'est ce пријателството qui peut nous apporter е она што може le plus précieux. да ни го даде најскапоцената поддршка. Дали некако вид на помош треба на Франција во овој момент? Едно се протоколарните, да речеме, изрази на сочувство и сите тие работи, поддршката што доаѓа нормално. Дали Франција има потреба од некаков вид на помош во моментов?
Alors, nous sommes évidemment d'abord en Очигледно е train дека de во моментот се trouver les обидуваме causes de ce qui s'est да ги passé à најдеме Paris. причините À Paris, за она што les се случи hôpitaux во sont en train de Париз. travailler nuit et Во jour. Париз болниците Recherche du работат sang, ден и on ноќ, recherche, бараме des крв, témoins. On бараме recherche, сведоци, et on demande во потрага сме aux Parisiens de rester chez по eux, dans le парижаните calme. и бараме Donc, vous l'avez од нив да entendu, останат avec le дома. reportage qui vient Со de репортажата Paris, која што ја nous покажавте venons од de Париз, décréter 3 jours de deuil national. прогласивме 3-дневна L'aide жалост. que vous pouvez nous apporter, Помошта која што вие може да ни ја дадете c'est de dire comme nous que nous е n'acceptons помош pas да ги кажете истите de nous зборови faire, како и ние, дека не дозволуваме de devenir les victimes du terrorisme. да станеме Nous жртви на dressons. тероризмот. Nous sommes Стоиме des hommes, исправени, chaque homme a le droit à la vie. затоа што Nous сме луѓе и n'acceptons pas секој que има nos право enfants на soient живот tués и не sous aucun prétexte. прифаќаме Ce sont нашите des деца да innocents, бидат c'est des убиени innocents. под никаков изговор, затоа Donc, што ce que vous станува pouvez nous збор за apporter невини de mieux, жртви. c'est, je crois, Она што des вие може messages да qui ни го vont tous dans la дадете même се direction. пораки кои што одат во истата насока. Амбасадата денеска не работи дека е сабота, веројатно и се преземени некакви безбедносни мерки. Дали во тој поглед добивте некакви инструкции ке работи деновиве амбасадата од понеделник? Oui, nous avons reçu des mesures. Да, добивме Nous sommes en train de renforcer дополнителни la мерки sécurité autour des и ја bâtiments. зголемуваме безбедноста околу Nous ne nous нашите sentons згради. pas menacés en République de Во Macédoine, Република vous le savez. Македонија не се Nous avons une très bonne чувствуваме coopération avec la police. засегнати, Et но nous соработуваме avons со souhaité qu'ils полицијата, puissent не се aujourd'hui чувствуваме être загрозени. autour des Во installations de соработката l'ambassade. со Nous avons полицијата tenu соработуваме ouvert за aujourd'hui зголемена le lit de безбедност околу condoléances à амбасадата. l'Institut Денес во français. Il y a beaucoup de Францускиот fleurs qui ont институт été отворивме и книга. apportées. Нажалост, голем број на граѓани донесоа и Bien sûr, nous положија allons цвеќе. continuer lundi à l'ambassade de Продолжуваме France. со работа во понеделник во француската амбасада. И сосема за крај, попладнево јавноста во Франција се вознемири од еден друг исто така случај кој што ќе ни кажете вие дали имате информации дека е поврзан. ВОЗ се излета од шини на границата со Германија, има 7 жртви. Кои се информациите, дали се поврзани овие настани со синокешните? Не знаеме, затоа што знаеме дека се случила несреќа на ВОЗ во близина на Страсбур, но немаме повеќе информации. Во моментот немаме повеќе информации. И сосема за крај, ќе ве навратам повторно на прашањето околу бегалците и она што вие велите не треба да се прави равенство. Притисокот е сепак силен од различни струи внатре во Европската Унија. Дали може би ова ќе се искористи како шанса да се издействува затворање на границите за бегалците? Ова ве прашувам бидејќи и Македонија е засегната. Се разбира дека веќе со месеци работиме на тоа прашање. Консензусот е тежок за постигнување, за да имаме европски систем кој што ќе ни овозможи да се соочиме со оваа огромна криза со мигрантите, која што е поврзана со војната на Блискиот Исток. Денес немаме хармонизиран систем за контрола при влезот на европска територија, но и контрола при попишувањето на сите лица кои што влегуваат. И кризата со бегалците треба да најде конкретни мерки за да не постои тој простор со фактот дека од една страна сакаме да прифратиме воени бегалци, но не сакаме бегалци кои што не би требало да се најдат во тој бран. Првите мерки почнуваат да се спроведуваат во Германија, затоа што тоа е приоритетното место на пристигнувањето на мигрантите, првичната дестинација за враќање на истите назад, кои што не може да го користат статусот на воен мигрант, но ќе ни бидат потребни голем број на месеци, затоа што бројот е огромен. И да, ќе кажам дека сакаме точно да знаеме кој влегува на европска територија, да сакаме да ги контролираме границите и сакаме да спроведеме во правилата кои што ни се својствени за нас најдобар систем на контрола, за да знаеме точно кој влегува и кој се наоѓа на наша територија. Амбасадор, ќе ви благодарам за ова интервју за Македонската телевизија. Merci beaucoup à vous. Јас ви благодарам на вас.